Па обично нели првата асоциација за отпадот е нешто грдо, меѓутоа мене баш напротив тоа им е поентата од тоа што не знам вообичаено се гледа и доживува како нешто грдо, да направам значи уметно, значи нешто убаво. А тоа е исто така едно прашање кое што многу често се провлекува не само меѓу уметниците воопшто и во филозофијата и теоријата, а тоа е дали убавината се наоѓа во предметот или пак убавината во субјектот кој што во гледачот кој што ги посматра објектите. Да биде еден повик кон луѓето поинаку да гледаат на работите, на непотребното да го сватат како потребно. Да, па тоа е исто така еден момент кој што се наоѓа во сликите во нели она клишема, многу вистинито и многу симпатично дека убавината треба да ја гледаме и да ја пронаѓаме во се. Така ти тука направи еден спој, нели ги имаме сликите, ги имаме малечките скулптури, имаме дури и видеа. Дали еден уметник може полесно да се изрази и полесно да каже што мисли, да му пренесе на гледачот кога спојува повеќе медиуми во едно уметничко дело? Првенствено битно е што уствари уметникот сака да каже. Не треба, секако не сме да се ограничува на една техника или на еден медиум. Буквално треба да ги искористи сите свои познавања, сите свои знаења, да во спојување на медиуми и техники, и тогаш она што најмногу му одговара и преку кој медиум најмногу му одговара да се изрази. Понатаму планираш да истражуваш и да експериментираш, едноставно да се разгрануваш низ уметноста? Да, би сакала уште повеќе да експериментирам со материјали, со техники, со медиуми и тоа некако да го искомпонирам во своето дело. Тоа го правиш како некаков крик кон општеството, можеби да им кажеш на луѓето дека е време да се променат, да почнат да се грижат за себе и за околината во која живеат и за луѓето со кои живеат. Не само екологијата, можеби туку и другите гранки од животот. Па да, на прва топка обично тоа е првата асоциација што луѓето добива, дека ова е некаков бунт или ангажиран крик спрем кон општеството, као јас обработувам еколошки проблем. Може тоа така да се доживее, но во суштина има многу повеќе проблеми кои што моите дела ги обработуваат. Почнувајќи нели како што претходно споменав со естетиката на грдото, па не знам се до некои спојување на техники, медиуми, па например моменти каде што во делата има цитати од историја на уметноста, односно од модерната, како например кутија брило на Ворхол или чевлите на Ван Гог и така натаму. Па се до моментот каде што исто така ми е некој лајт мотив, а тоа е Пипи долгиот чорап, не знам ако се сеќавате, без разлика на книгата или на филмот, каде што исто има, каде што не собира отпадоци, односно, не знам, има момент кај што собира конзерва и на која што толку многу и се радува, е пресретна затоа што нашла рѓава стара конзерва и тоа многу повеќе се радува на неја отколку на нешто ново што би можела да го доби или да го купи. И тоа исто така некој малку наивно и детско, ама сепак исто многу вистинито дека малите нешто нели го прават животот и на нив треба исто така да им се радува и да го пронајдеме убавото во се околу нас. Така, јас сум на постдипломски студии моментално и значи ќе продолжам. Ако зборуваме од технички аспект, беше најтешкиот. Ако ја споредиме графиката со
сликарството и со вајарството, значи графиката и вајарството може се од потешките, посебно за девојки. Па, како што каже и Магде, мислам дека уметноста не ограничува апсолутно воопшто, дали во сликарството, дали во графиката, во скулптурата, мултимедијалноста исто. Тука мислам дека сме апсолутно опуштени во тоа. Мислам дека преку уметноста се искажува баш тој револт кој што постои во секој од нас како уметник. Па дефинитивно служи како оружје. Значи преку уметноста со изразување, дали преку графика или преку цртеж, преку скулптура, сеедно, значи да се избере правилниот начин да се искаже идејата, сигурно дека е најлесно и силно оружје, јас мислам дека против неправедностите. Пречка веројатно напорот кон создавање на делото, нели, додека поттик ми дава секое завршено дело со својот резултат. Значи со завршеното дело си даваш самиот поттик за секое следно.